Можно е замрзнување на цените и на овошјето и зеленчукот, најави вице-премиерот Фатмир Битики. Тој потенцираше дека се следат сите движења на пазарот, иако цените на основните суровини паѓаат, тогаш ќе мора да се донесат и други одлуки за замрзнување на цените и на други производи. Тоа ќе значи дека и кај нас, и трговците, но и сите други ќе треба да ги следат истите текови. Ако основните суровини паѓаат, не можат цените да останат исти, цените ќе треба да паѓаат. Секако, ако трговците, но и производителите сами не реагираат, владата, пораката е јасно дадена. Граѓаните нема да ги оставиме сами и ќе донесеме одлука во интерес на граѓаните. Во истиот контекст зборуваше и министерот за земјоделство Љупчо Николовски, потенцирајќи дека обврска на неговото министерство е да се зголеми производството на храна, со што индиректно ќе се влија и на поголема понуда и пониски цени. Наша цел од минатата година, 2022 година, е да го зголемиме, одржиме пред се домашното производство на храна и гледате дека се триплираше производството на сончоглед, имаме зголемено производство на житните култури, на пченицата, на останатите битни култури и дел од овие земјоделски култури веќе стануваат извозно ориентирани од државата и тоа е клучната цел на министерството. Отворено останува прашањето дали сточарите ќе се соочат со притисок од производителите на млеко и млечни производи за пониски откупни цени. На ова прашање ресорниот министер Николовски потенцираше дека тоа неговото министерство не може да го регулира. Ние сме тука да даваме поддршка преку субвенции и низа на програми на сточарите за да имаат поддршка за влезните елементи кои што ги имаат, односно зголемените трошоци кога ги имаат за производството. Нашата обврска е да интервенираме, да ги намалиме трошоците кои што ги имаат земјоделците при производството на храна и да го задржиме и зголемиме домашното производство. И во тоа успеваме. Сепак пред неколку денови министерот Крешник Бектеши, чиј ресор ги дава предлозите за замрзнување на цените, им порача на производителите да не прават калкулации и притисок со намалување на цените за откуп на суровото млеко. Би сакал да порачам да не се прави притисок на кооперантите, односно на земјоделците, и да не им се намалат цените на оние што продаваат сурово млеко, затоа што анализите се направени многу точно и покажуваат дека има многу голем простор за вакви намалувања на цените. За подсетување, млечните производи биле со утврдена вкупна маржа од 20%. Ние одлучивме тој простор да им го намалиме на 10%, што значи да се намалат нивните профити. Рече Бектеши.